Го следите пладневното информативно издание на 1 ТВ. Добар ден. Унгарските власти соопштија вчера дека побегнатиот поранешен премиер Никола Груевски побарал азил во Унгарија и отфрлија било каква инволвираност во неговото бегство. Шефот на кабинетот на унгарскиот премиер Виктор Орбан не откри во која земја Груевски го поднел барањето и како стигнал до службата за имиграција и азил во Будимпешта, каде ги поднел документите и бил сослушан од службениците. Со најновите информации од Будимпешта ја вклучуваме Кристина Атоска. Атоска, повели со деталите. Александар, имаме нови информации. Нашите колеги овде, унгарските новинари, постојано инсистираат на одговори од унгарските власти. Последната информација што ја добивме од унгарските власти е дека Македонија се уште нема поднесено барање за екстрадиција на екс-премиерот и сега веќе осуден Никола Груевски. Исто така, унгарските медиуми се наголемо заинтересирани за легалитетот на постапката за азил, на самото поднесување на барањето, меѓутоа и на тоа како овој случај, односно доколку унгарските власти сепак му го одобрат азилот на Никола Груевски, што е многу известно, како тоа ќе влијае на унгарските односи со Европската унија, бидејќи ова е земја членка, а секако оваа процедура според голем дел од меѓународните организации, но и од правниците кои овде ги контактиравме, е нелегална, односно надвор од законската процедура на добивање азил. Унгарските власти се принудени да одговараат на прашањата дали имаат реакции од Европската унија и од НАТО и како се ова ќе влијае, а интересен е и одговорот што го добивме од таму. Унгарските власти велат дека ниту Европската унија, ниту НАТО досега испратиле било каква реакција до унгарската влада, бидејќи тоа не е нивна работа. Така ние остануваме овде да ја следиме состојбата, да бараме уште одговори. Секако остануваме, сега им одиме на друг работен состанок и остануваме овде да проследиме сето она што ќе се случува во иднина. Секако со повеќе информации ќе се јавиме во наредното информативно издание. Александар, доколку имаш прашања, некакви повели. Атоска, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите, како што кажа, постојано ќе се вклучуваме и постојано ќе ги пренесуваме најновите информации како стигаат до тебе, ни јавуваш и ги пренесуваме директно во живо во отвореното студио и во вестите на 1 ТВ. Албанија и официјално потврди дека поранешниот македонски премиер Никола Груевски за Унгарија заминал преку Албанија. Секторот за граница и миграција при албанската државна полиција во соопштение наведува дека Груевски Албанија ја напуштил преку преминот Хан Хоти Муриќан на албанско-црногорската граница. Оттаму наведуваат дека на денот кога Груевски бил на територијата на Албанија не постоела никаква потерница од Македонија или Интерпол. Сепак во соопштението нема наведено информација преку кој граничен премин Груевски влегол на албанска територија. Медиумите претходно јавија дека од прегледот на Тимс системот на премините произлегло дека тој на албанска територија не влегол преку официјален премин, што ја остава отворена можноста тоа да го направил илегално преку зелениот појас, пошто бил на унгарската амбасада во Тирана, каде и побарал азил. А бегството на поранешниот премиер Никола Груевски од вчера под лупа на обвинителството за организиран криминал и корупција. Ова обвинителство се сомнева дека државните службеници му помогнале нелегално да ја напушти Македонија. Екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков не кажа дали му помогнал на неговиот братучет Груевски. Обвинителството за организиран криминал и корупција го истражува бегството на поранешниот премиер Никола Груевски. Обвинител веќе ги прибира доказите дали Груевски добил државна асистенција, колку мина придонеле за неговото бегство, се дел од прашањата за кои обвинителот бара прецизни одговори. Потикнувањето на обвинителството за предистрагата по допрен глас се медиумските известувања и јавниот интерес. Во врска со настанот постојат основи на сомневање дека одредени службени лица, злоупотребувајќи својата службена положба и овластување, му овозможиле на осудениот нелегално да ја напушти Република Македонија.
Какви биле комуникациите меѓу бегалецот Груевски и неговиот братучет? Поранешниот шеф на ТНТ полиција Сашо Мијалков не сакаше да одговори и за евентуалната негова поврзаност за бегството на Груевски. Дали му помогнавте за бегството на Груевски? Дека сме за друг настан, Господине Мијалков, дали вие ќе се дадете во бегство и кога последен пат имавте комуникација со вашиот брат? вакви тенденциозни прашања не се одговара. Пријатно. Кога последен пат имавте? Наместо пред една недела да се јави во затворот во Шутка, поранешниот премиер ги искористи правните лекови за одложување на затворската казна, но и неснаодливоста на институциите за да се даде во бегство. Откако на Фейсбук согласи дека бара политички азил во Унгарија, МВР го бара со меѓународна потерница. Груевски недостапен за органите на прогонот и во дел од случаите му се суди во отсуство. Од денот кога Груевски на својот Facebook профил објави дека се наоѓа во Будимпешта, еден ТВ ја следи рутата која најверојатно тој ја искористил за да ја напушти Македонија и да избега од рацете на правдата. Последните информации кои што ги потврдија и албанската и црногорската полиција се дека Груевски минал низ нивна територија за да стигне до Будимпешта. Еден ТВ тековно известува за случајот кој ја потресе Македонија, регионот и цела Европа и го вклучи црвениот аларм за дејствување на тајните служби на соседните држави, бидејќи Груевски успеа да ја напушти Македонија неприметно и преку две земји членки на НАТО да пребега и да побара азил во земја членка на Европската унија. Колегата Владко Чаловски е на пат кон Црнагора, а во текот на денешниот ден очекуваме многу јавувања и интервјуа со релевантни институции и високи функционери кои пред камерата на еден ТВ ќе зборуваат за случајот со Груевски и на сите теми поврзани со неговото бегство. Европа порача сите инволвирани во бегството на Груевски да играат по правилата со кои се почитува основниот принцип на Европската унија, владењето на правото. Прва од земјите низ кои транзитирал Груевски официјално призна дека Груевски минал преку нивна територија, а тоа е Албанија. За албанскиот претседател Илир Мета, бегството на Груевски е признавање на вина. Црнагора и Србија се уште молчат. Европа со порака до вклучените во бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Гласноговорникот на Европската комисија Маја Коцијанчич рече дека очекуваат сите инволвирани страни да дејствуваат строго во согласност со релевантните правила, бидејќи владењето на правото е основен принцип на Европската унија. На поставено новинарско прашање на ТВ Пресинг дали доколку Унгарија како земја членка на ЕУ му одобри азил на Груевски, Унијата тоа ќе го почитува, Коцијанчич со следниот одговор. Свесни сме за ситуацијата во врска со господинот Груевски. Ние не коментираме тековни судски постапки. Владењето на правото е основен принцип на Европската унија за земјите членки и за земјите кандидати. Очекуваме сите заинтересирани страни да дејствуваат строго во согласност со релевантните правила. Ова е судска постапка која не сме да се политизира. Од друга страна, по неколкудневниот молк на дел од владите на балканските земји преку кои минала рутата на бегството на почесниот претседател на ВМРО ДПМН, полека, иако воздржано, почнаа да го коментираат бегството на Груевски. Една од земјите која потврди дека преку нејзина територија побегнал екс-премиерот е Албанија. Албанскиот претседател Илир Мета затопчанал изјави дека бегството на Груевски е признавање на вина. Тоа е прашање со кое одговорните авторитети во земјава треба да се позанимаваат. Не сакам да се мешам во ова прашање, но сметам дека неговото заменување од Македонија е знак на слабост. Избегнувањето на правдата е неприфатливо и на некој начин е признавање на вината. Патот на Груевски до Будимпешта водел и преку Црна Гора и Србија. Освен новинарите, властите во овие две земји не говорат за бегството на Груевски. Постои една веома јасна блискост измеѓу политичкog профила, ако хочете, Николе Груевскog и негове владавине у Македонiji u prethodnih 10 godina i onoga što Vučić i njegova partija rade u prethodnih 6 godina u Srbiji. Ta bliskost nije samo implicitna, ona je bezbroj puta javno iskazivana i to pogotovo sa strane ovdašnje, tako da kažem, od Vučića i njegovih saradnika. Sećate se da su oni u mnogo situacija zapravo za vreme vladavine Gruevskog govorili o tome kako čak su koristili izraze da je zapravo njegova vlast neka vrsta njihovog uzora i tako dalje, a onda kada je ta vlast došla u krizu, imali su veoma jasnu, eksplicitnu političku, medijsku i ko zna još sve kakvu podršku
iz Srbije, odnosno od državnih organa Srbije. Вчера Орбан идва и кратко рече дека барањето азил од страна на Груевски е правно действо. Megyünk most éppen dolgozni, jó? De csak az, hogy egy macedón bűnöző érkezett illegálisan az országba, és miért nem a tranzitzónában van jelenleg, ezt szeretnénk megtudni. Тоа е правно прашање, одговорот побарајте го кај адвокатите. Унгарската влада потврди дека Груевски барал политички азил во унгарско представништво надвор од Македонија и Будимпешта нема никаква врска со неговото бегство од матичната држава. Ко-председателот на Европската партија на Зелените Рајнхард Бутикофер вели дека бегството на поранешниот премиер Никола Груевски покажува дека тој не е добар лидер. Европската унија, како што истакнува, е решена да ја помогне на Македонија во овој транзицијски период и да биде примена како дел од евроатлантската заедница. Зелените стојат на ставот дека унгарскиот премиер ја игра играта на Путин со овој потек и со тоа се обидува да создаде конфликти и тензии во регионот во момент кога Македонија и Грција треба да склучат историски договор за добрососедство, кој е и клучен за влезот на Македонија во евроатлантското семејство. Судбината на Груевски е спореден спектакл. Историјата ја кажа својата пресуда за Груевски. Тој е на губитничката страна на историјата, поддржувач на национализам, шовинизам и корупција. Лошо е што избега од правдата, но на некој начин му докажува на народот во Македонија дека не верува во собствената кауза и предпочита да бара заштита од пријатели, наместо да ги почитува институциите во собствената земја. Премиер кој не се однесува со чест кон судскиот систем во својата земја не е добар лидер и ова можеби ќе отвори нечии очи. Ние знаеме кој не е заинтересиран за стабилна иднина на Балканот, посебно Путин кој се обиде да се вмеша и во Македонија и во Грција безуспешно. И сега гледаме дека членка на Европската народна партија ја игра играта на Путин. Грчкиот премиер Алексис Ципрас на третиот Тесалоники самит за договорот од Преспа рече дека е меѓународен модел за решавање на билатералните спорови, а зборуваше и за перспективите и можностите што ги отвора на економски план. Договорот од Преспа, според моје мислење, може да биде меѓународен модел за решавање на разликите на заемно прифатлив начин. Еден модел за многу измачениот регион на Балканот. Тоа е договор што истакнува Грција, што ги заштитува нејзините интереси и права, без да се крие, туку да ја гледа во очи иднината и можностите што ги има пред неа. Со изведување СМС и Вибер пораки меѓу учесниците на крвавиот четврток, денеска во Кривичниот суд во Скопје продолжува судењето за случувањата на 27 април минатата година во Собранието на Република Македонија. Рочиштето почна со читање на вештачењето на мобилниот телефон на сведокот Сашо Коцевски, задолжен за електронското гласање во Собранието, кое се однесува на СМС пораки, Фејсбук и Вибер комуникацијата во периодот од март до април 2017 година. Судскиот процес го води судиката Добрила Кацарска, а застапници на обвинението се Вилма Русковска и Ивана Трајчевска. Од СМС комуникацијата на телефонот на Коцевски се гледа како тој постојано добивал насоки од Герговска за организирање на членството за протести пред Собранието, владата, специјалното јавно обвинителство и пред зградата на Европската унија во колку часот да излезат, како да се потпишат и што треба да прават и што треба да носат, па дури и барање да даде луѓе со име и презиме што можат да бидат 24/7 слободни. Во судницата се присутни сите 32 обвинети, освен обвинетиот Сашо Марковски, за кого постапката беше одвоена. Вкупниот промет во индустријата во септември бележи пораст од 14,7% во однос на септември минатата година, објави Државниот завод за статистика. Пораст има кај капиталните производи за 27,3%, интермедиарните производи освен енергија за 10,1%, трајните производи за широка потрошувачка за 5,3% и нетрајните производи за широка потрошувачка за 4,1%. Во однос на август година, во вкупниот промет на индустријата е
зголемен за 16,4%, додека за периодот јануари-септември за 12,4% во споредба со истиот период лани. На домашниот пазар прометот на индустријата во периодот јануари-септември кај прометот на индустријата на домашниот пазар има пораст од 1,3% и на странските пазари за 15,4%. Во однос на август, прометот на индустријата на домашниот пазар бележи намалување за 1,8%, а на странските пазари за 23,2%. Бошњачките иселеници бараат забрана за влез на српската премиерка Брнаbić во Босна и Херцеговина. Нов предлог закон на Сенатот на Соединетите Американски држави за случајот Кашоги. Соединетите Американски држави ќе ги повлечат антитерористичките сили од Африка и ќе се фокусираат на Русија и Кина. Во продолжение следуваат вестите од регионот и светот. Босански иселеници бараат забрана за влез во Босна и Херцеговина на српската премиерка Ана Брнаbić по нејзиниот коментар дека во Сребреница немало никаков геноцид. Негирање на геноцидот во Сребреница и искривување на судските факти за најголемото злосторство после Холокаустот во Европа представува намерен и организиран напад врз вистината и правдата. Државата Босна и Херцеговина и жртвите предупреди денеска Конгресот на бошњаците во Северна Америка. Од Конгресот изјавуваат дека негирањето на геноцидот, како искривување на судските факти за најголемото злосторство по Холокаустот, е организиран напад врз вистината и правдата, а и на жртвите од Босна и Херцеговина. Тие ги повикаа сите субјекти на вистината и правдата да го кренат својот глас против негаторите на геноцидот, затоа што сметаат дека токму тоа е потребно за геноцидот веќе никогаш никому да не се повтори. Републиканците и демократите во Сенатот на Соединетите Американски држави поднесува предлог закон кој ќе воведува санкции кон Саудиска Арабија поради смртта на саудискиот новинар Џамал Кашоги. Ако овој закон е одобрен, САД ќе престане со продажба на оружје на Саудиска Арабија и ќе забрани да ги дополнува горивата на авионите предводени од Ријад. Весникот Вашингтон Пост, со кој соработуваше Кашоги, повика на независна истрага за неговото убиство, затоа што ниту Саудиска Арабија, ниту САД го прават она што е потребно за да се дојде до сршта на тоа што се случило со колумнистот. Пентагон ги намалува антитерористичките сили во Африка и разгледува дали може да се спроведат слични потези во останатите делови во светот, за американската војска да се насочи кон она што Вашингтон го смета за закана, Русија и Кина. Во соопштение на Пентагон се наведува дека планираното намалување на командата за Африка на американската војска за 10%, но тоа нема да се однесува на воените операции во Либија, Сомалија и Џибути, туку на држави од западниот дел на Африка. Тоа е согласно желбата на министерот за одбрана Џејмс Матис, да вниманието на американската војска повеќе да се фокусира на потенцијален судир со Русија и Кина, а помалку на борбите против бунтовниците, како во изминатите 17 години. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун го надгледуваше тестирањето на високотехнолошкото стратешко оружје, со заклучок дека тоа било успешно. Севернокорејската телевизија наведе дека оружјето, без да соопшти од кој вид е тоа, било замислено да ја гарантира безбедноста на државата и значително да ја подобри борбената способност на земјата. Соединетите Американски држави пак остануваат убедени дека Ким ќе ги почитува преземените обврски за денуклеаризација, наведе Стейт Департментот на Соединетите Американски држави. И пред крајот на вестите да ја проследиме и деталната временска прогноза на колегата Славчо Поповски. До крајот на денот ќе имаме променливо облачно време со сончеви периоди, но и со услови за слаб локален дожд на повисоките места и на планините ќе провејува снег. Во текот на ноќта, како и утре, особено во западните и јужните предели, ќе има локални врнежи од дожд, додека на повисоките места и на планините ќе паѓа снег, каде има услови и за формирање на снежна покривка. Снежната граница, поради падот на температурите, има услови да се спушти и нешто под 1000 метри, што значи услови за провејување на снег локално ќе има и низ населените места. Минималните температури на воздухот ќе се спуштаат во интервалот од -8 до 2 степени, додека максималните дневни ќе се искачуваат во интервалот од 4 до 12 степени. Потоа и во недела, како и на почетокот на следната седмица, ќе има услови за повремени локални послаби врнежи од дожд и снег, а температурите ќе бидат под просекот за овој дел од годината.
Тоа беше се што ви подготвивме во овој преглед на вестите. Останете со програмата на 1 ТВ и имајте пријатен ден.